Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Возлюбени браќа и сестри, денес во оваа недела на сите светии, првата недела по духов ден, се собираме со срца исполнети со радост и благодарност, за да го прославиме споменот на сите Божји угодници, светителите, познати и непознати, кои со својата вера, пожртвуваност и љубов го осветија овој свет. Ова е ден кога црквата не повикува да се подсетиме на оние кои со својот живот го следеле Христос, станувајќи светилници на верата и пример за сите нас. Тие се нашите застапници пред Божјиот престол, нашите учители и водители на патот кон спасението. Неделата на сите светии е празник на единството на црквата, небесна и земна. Светителите не се само херои од минатото, туку живи сведоци на Божјата милост, кои денес не водат кон вистината. Тие ни покажуваат дека светоста не е недостижна, туку е повик за секој од нас. Како што вели Светото Писмо, бидете свети, зашто јас сум свет. Овие зборови не подсетуваат дека светоста е целта на нашиот христијански живот, а светителите се патокази на тој пат. Духовден, кој го прославивме минатата недела, ни го донесе дарот на Светиот Дух, кој оживува црквата и го преобразува секој верник. Светителите се плод на тој Дух, луѓе кои дозволиле Божјата благодат да ги води и да ги преобрази, од апостолите кои го проповедаа Евангелието до краиштата на светот, преку мачениците кои со својата крв ја запечатија својата вера, до подвижниците и исповедниците кои со молитви и дела го осветија светот. Сите тие се дел од таа света заедница на која и ние припаѓаме. Денес, меѓу многуте светители, црквата особено ги прославува светиите чии подвизи блескаат како звезди на небесниот свод. Свештеномаченик Еразмо Охридски и 20.000 маченици со него. Светиот Никифор исповедник, патриарх Константинополски и великомаченик Јован Нов Сочавски. Нивните житија се сведоштво за силата на верата и за Божјата милост, која ги крепела во најтешките искушенија. Свети Еразмо, епископ на Охрид, бил еден од оние светила на црквата кои со својата вера и пожртвуваност го просветлиле Балканот. Во времето на жестоки прогони, тој неуморно го проповедал Евангелието, укрепувајќи ги верните да останат цврсти во својата вера. Неговото житие раскажува дека кога бил фатен од незнабожците, бил подложен на сурови мачења, но не се откажал од Христа. Со него страдале и 20.000 други маченици, кои следејќи го неговиот пример со радост ја примиле маченичката смрт. Не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Евангелие по Матеј, глава 10, 28 стих. Овие зборови на Спасителот биле нивна утеха и сила, нивната крв станала семе за нови христијани, а нивниот подвиг останал запишан во вечната книга на животот. Светиот Никифор, патриарх Константинополски, живеел во 8 и 9 век, во време кога црквата била потресувана од ереста на иконоборството. Како ревносен бранител на православната вера, тој храбро се спротивставил на оние кои ги уништувале светите икони, проповедајќи дека почитувањето на иконите е израз на верата во воплотениот Бог. Поради својата непоколеблива вера, Свети Никифор бил прогонет и лишен од патриаршискиот престол и испратен во прогонство. Тој продолжил да ја проповеда вистината, пишувајќи дела што ја утврдувале верата. Јас сум слуга на вистината, велел тој, останувајќи верен на Бога до крајот на својот живот. Неговиот пример не учи дека верата бара храброст и истрајност, дури и кога светот е против нас. Свети Јован Нов Сочавски
бил трговец од Трапезунд, кој живеел во 14 век. Неговиот живот бил пример за честност, милосрдие и длабока вера. Кога бил предаден од зависници и доведен пред незнабожечки суд, Јован храбро е исповедал својата вера во Христа, одбивајќи да се поклони на идолите. Подложен на сурови мачења, тој останал непоколеблив, велејќи: Христос е мојот живот и смртта за него е добивка. На крајот бил маченички убиен, но неговите свети мошти станале извор на чуда, привлекувајќи многумина кон верата. Свети Јован Нови не учи дека и во секојдневниот живот преку честност и верност кон Бога можеме да станеме угодници Божји. Возлюбени, житијата на овие свети ни покажуваат дека светоста не е резервирана само за неколкумина избрани. Таа е повик за секој од нас без разлика на нашето време, место или околности. Светоста не се мери со големината на подвигот, туку со искреноста на срцето. Светиот Еразмо и неговите 20.000 маченици, кои пострадале заедно со него, ни покажуваат дека верата е посилна од смртта. Светиот Никифор не учи дека вистината вреди да се брани, дури по цена на собствената удобност. Светиот Јован Нови ни открива дека во обичниот живот можеме да бидеме светители ако живееме според Божјата волја. Но што значи да бидеме свети денес? Тоа значи да живееме со љубов, со смирение, со вера во Бога и со грижа за ближните. Светоста е во малите дела на добрината, во насмевката кон насамениот, во молитвата за оние што страдаат, во трпението кон оние што не повредуваат. Светоста е во прошката, во милосрдието, во стремежот да бидеме подобри секој ден. Како што вели светиот апостол Павле: облечете се како избраници Божји, свети и возлюбени во милосрдие, добри на смирение, кротост, долготрпеливост. Денес, во ова модерно време, кога светот често не повикува да го заборавиме Бога, светителите не подсетуваат дека верата е нашата сила. Тие не учат дека Светиот Дух кој слезе на апостолите, на духовден, истото она присуство што не води и нас. Тој Дух ги крепел светителите во нивните подвизи и тој е со нас во секој момент од нашиот живот. Неделата на сите свети е и празник на заедништвото. Црквата не е само зграда или институција. Таа е заедница на сите оние што веруваат во Христос, од првиот до последниот ден на светот. Светителите се дел од таа заедница и тие не се одвоени од нас. Тие се молат за нас, не поддржуваат и не водат. Кога се молиме на светителите, ние не се молиме на далечни личности, туку на наши браќа и сестри во Христа, кои веќе го завршиле своето земно патешествие и сега се радуваат во Божјата слава. Ова е единството на црквата, не подсетува и на нашата одговорност. Ние не сме сами во нашата вера. Секое наше дело, секоја наша молитва, секој наш избор влијае не само врз нас, туку и врз целата заедница. Затоа да се стремиме да бидеме достојни членови на оваа света заедница, следејќи го примерот на светителите. Возлюбени, пред да завршиме оваа беседа, да се подсетиме дека од утре, од понеделникот, понеделата на сите светии, започнува апостолскиот пост. Овој пост, познати како Петров пост, е посветен на светите апостоли Петар и Павле и сите оние кои следејќи го нивниот пример го проповедале Евангелието. Тоа е време на духовна подготовка, време кога преку воздржување, молитва и дела на милосрдие се подготвуваме да го прославиме споменот на овие столбови на црквата. Апостолскиот пост не повикува да го следиме примерот на апостолите кои со својата вера и пожртвуваност го преобразиле светот. Тоа е можност да се приближиме до Бога, да ги очистиме нашите срца и да се укрепиме во верата. Нека овој пост биде време на духовно обновување кога ќе се потрудиме да живееме посветено, со поголема љубов и смирение.
Да ги повикаме во молитва светите апостоли Петар и Павле заедно со сите свети апостоли да не укрепат во овој пост. О, свети апостоли, вие што го проповедавте Словото Божјо и го осветивте светот со вашите подвизи, молете се за нас, укрепете не во апостолскиот пост да го поминеме со вера, надеж и љубов, за да растеме во благодатта на нашиот Спасител. Помогнете ни да бидеме достојни следбеници на вашиот пат, сега и во вечноста. Амин. Возлюбени браќа и сестри, денес да се помолиме и на сите свети и особено на светиот Еразмо Охридски и 20.000 маченици со него, на светиот Никифор исповедник и на светиот новомаченик Јован Сочавски, да не заштитат и укрепат во нашиот пат кон Бога, нека нивните молитви не водат и нека Светиот Дух кој ги водел нив не води и нас. Со Божја благодат да го започнеме апостолскиот пост со радост и решителност, стремејќи се кон светоста, за да го наследиме Царството Небесно. Чуден е Господ во светиите своји. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешната.